недоволната транспарентност и отвореност на општината, дотолку повеќе што излегува податоците од анализата според која општина Центар од претходно наоѓајќи се во првите 10 општини според отвореноста кон граѓаните, сега е на 47-то место и мислам дека ова е загрижувачки податок и сметам дека транспарентноста мора да се зајакне, односно нетранспарентноста е проблем, а од друга страна е голем генератор на корупцијата и затоа сметам дека го заслужува првото место. Понатаму неефикасност во функционирањето на општината, неефикасност во смисла на тоа што општината нерационално и неекономично ги троши своите ресурси. Еден од проблемите е што во општина Центар има неколку спорни дупови и тука една од главните точки проекти би не биле ревизија на сите спорни дупови во општината во последните 20 години, каде што ќе се види дали има можност и кои се правните основи за решавање и нешто да се направи во однос на тоа што е веќе направено. Паркинг просторот во Центар е, мислам, реално урбан хаос и создава невиден проблем за самите центарци да можат нормално да функционираат. Тука збориме од наоѓање паркинг за себе, потоа функционирање низ центарските улици. Имам идеја, иницијатива до општините во состав на Скопје и до градот Скопје да се направи инцелератор. Што значи тоа? Целото ѓубре што е веќе акумулирано на дрисла и по дивите депонии, каде што ќе се согорува тој отпад и ќе се произведува електрична енергија и топлинска енергија. Автоматски секоја општина да си направи свој план колку може да учествува во основачкиот пакет на тој инцелератор. Тука треба да влезе државата секако, бидејќи тоа се големи инвестиции, каде што таа електрична енергија и топлинска енергија ние како општини ќе ја користиме и за улично осветлување и за покривање на трошоците за електрична енергија и топлинска за општината и за училиштата.